Може? Почитувани граѓани, после 10 години централна власт и 11 години локална власт на ВМРО ДПМН, власт со која Битола е упропастена, а Република Македонија уништена и испокрадена, обвинетиот Никола Груевски доаѓа во градот кој веќе одамна, јасно и гласно му кажа не. Не за неговите злодела и бројните неостварени ветувања. Не за криминалот, лагите и манипулациите, прислушувањето, драконските казни, политичките затвореници. Не за Груевски, Мијалков, Талески и криминалците блиски до ВМРО ДПМН, кои што се обидуваат да ја купат Битола. Тоа ние граѓаните нема да ви го дозволиме. Груевски, за време на твоето владење, Битола од втор, економски и образовен град, образовен центар, премина во историски најниско ниво на образование, економија и социјала. Денес на вашиот митинг добро е да дадете одговор. Каде се ветените гасификација и топлификација во Битола, катните и подземните гаражи, реконструкцијата на железничката пруга Битола-Кременица, стадионот Понтубекафе, планинарскиот дом Копањки. Каде е новиот генерален урбанистички план, пречистителната станица, покрениот базен, ски центарот Копањки и хотелскиот комплекс Нижеполе. Каде се десетиците инвестиции во индустријската зона Жабени и многу други проекти. Залудно ги потрошивте и парите и времето на битолчани. Веќе доста е. Битолчани и граѓаните бараат промени. Промени со кои ќе го вратиме она што е загубено и на Битола и на Македонија, достоинството и животот. Промени со кои на граѓаните ќе им ја вратиме перспективата, а на честните членови на ВМРО ДПМН ќе им ја дадеме можноста да се реформираат и да расчистат со криминалците во нивните редови. После 11 декември сите заедно ќе започнеме со реализацијата на нашиот план за живот во Македонија, со кој минималната плата ќе ја покачиме на 16.000 денари, а просечната плата во државата ќе достигне 30.000 денари. Стопанството ќе го поддржиме со 140 милиони евра за нови инвестиции и нови работни места. Ќе вратиме ефтината тарифа на струјата, ќе укинеме радиодифузната такса, трошоците за извршување ќе ги преполовиме. Пензиите ќе ги покачуваме 2 пати годишно, согласно порастот на трошоците и покачувањето на платите. Ќе обезбедиме државна социјална пензија за сите возрастни лица кои што немаат право на пензија. Казните во стопанството ќе ги намалиме, а на граѓаните ќе им враќаме 15% од данокот на додадена вредност. Со нашиот план за Македонија, со нашите сограѓани, ќе го вратиме она што е загубено и во Битола и во Македонија. И достоинството и животот во нашата држава. Благодарам, доколку има прашање, повелете.